вечер од Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. Афганистан е темата со која започнуваме денешната емисија, а ќе зборуваме и за новата изјава што доаѓа од Иран во врска со новооткриената нуклеарна постројка. Патнички автобус налетал на бомба покрај пат во Јужен Афганистан, при што загинале 30 цивили, а биле повредени најмалку 39, соопшти Афганистанското министерство за внатрешни работи. Експлозијата се случила на автопат во покрајината Кандахар вторникот наутро. Генералниот секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен денес ќе се сретне со американскиот претседател Барак Обама во Белата куќа, еден ден откако се обиде да ги отстрани американските сомнежи во однос на посветеноста на Сојузот на војната во Афганистан. А вчера во Вашингтон новиот генерален секретар на НАТО кажа дека алијансата останува во Афганистан, но дека се потребни повеќе ресурси за да се порази Талебан. Од ова негово прво обраќање во Соединетите Американски држави имаме повеќе во приложение. Генералниот секретар Андерс Фог Расмусен кажа дека ја разбира желбата на Америка да види повеќе трупи и ресурси за Афганистан, но сепак го бранеше придонесот што досега е направен во 8-годишната кампања и кажа дека не го прифаќа аргументот дека европејците и канаѓаните не ја плаќаат цената за успех во Афганистан. Расмусен нарече дека сите 28 членки на НАТО земаат учество во мисијата и дека неамериканскиот придонес пораснал за 9000 трупи последниве 18 месеци. Омаловажувајќи го придонесот на другите, како што повремено прават некои овде во САД, не служи на ништо, рече тој. Ако европејците и канаѓаните не чувствуваат дека нивниот придонес се вреднува, тие ќе станат помалку расположени да се трудат и да се жртвуваат, а тоа не е во ничиј интерес. Холандија и Канада поставија рокови за повлекување на трупи од Афганистан, а во меѓувреме администрацијата на Обама ја ревидира стратегијата на мисијата во Афганистан, откако испрати нови 21.000 американски војници во земјата. Лидерот на НАТО кажа дека афганистанската мисија е индикативна за натамошната релевантност на НАТО. Сепак Расмусен кажа дека НАТО во Афганистан не може да остане неограничено. Поттикна на засилена обука и опремување на афганистанските сили, зашто, како што рече, на крајот афганистанскиот народ е тој што ќе предводи со напорите за стабилизирање на својата држава. А од другите вести, шефот за нуклеарна политика на Иран, Али Акбар Салеми, вели дека Техеран на Меѓународната заедница за атомска енергија наскоро ќе дозволи инспекција на новооткриената постројка за збогатување на ураниум. Салехи ова го изјави во интервју за државната телевизија Прес ТВ, само 2 дена пред Техеран да дискутира за нуклеарната програма со светските сили во Женева. Иранските законодавци на средбите во четврток се очекува да ги предупредат американските и другите светски сили да не ги повторуваат грешките од минатото. Законодавците во вторникот издадоа и соопштение во кое наведуваат дека разговорите се историска можност да се надмине ќорсокакот за нуклеарното прашање. САД на Иран му се закануваат со поостри санкции доколку целосно не ги открие нуклеарните активности и не им дозволи на инспекторите на Обединетите нации да извршат инспекција на новата постројка. Овој месец се навршува 400 години откако Хенри Хадсон, барајќи нов пат за Азија, пристигнал до она што денес е познато како пристаниште на Њујорк. Неговото пристигнување се смета за почеток на населувањето на холанѓаните во Северна Америка. Неколку години подоцна формиран е Нов Амстердам за трговија со локалното население со животинско крзно. Денес оваа населба е Њујорк, а во приложение ве водиме по трагите на првата населба до денешен Њујорк. Градот Њујорк има толку впечатлив изглед што е тешко да се замисли дека настанал од мала холандска населба. Но стар документ што може да се види во њујоршкиот South Street Seaport Museum е доказ дека холанѓаните навистина платиле за оваа земја. Мартин Беренц, директор на Холандската национална архива, го превел писмото напишано од холандски официјален представник во 1624-та. Almighty Lords of the State General, I heard a ship came in. Писмото е дадено на заем од Холандија за 400-та годишнина на Њујорк. It's a testimony of the creation. Тоа е сведочење за креацијата на холандската населба наречена Нов Амстердам, од која е израснал денешен Њујорк. Има и мапа на тогашната област со куќи и патишта и друга која покажува колку бил мал Манхетен. Но тоа се променило откако дошле британците.
Историчарот за архитектура Берил Луис вели дека британците го пополниле делот што сега е познат како Ист Ривер по источната страна на Манхетен со отпад, зашто им требало земјиште за градење. Бранови на имигранти, главно од Европа, продолжиле да доаѓаат. Имавме само околу 100.000 луѓе на почетокот на 19. век. До 1875 населението на Манхетен е над 1 милион. До 1910 над 2 милиони луѓе живеат на островот на Манхетен. Земјиштето на Манхетен станало скапо. Во 1883 изграден е Бруклинскиот мост, така што луѓето можеле да купуваат земјиште и подалеку, на Лонг Ајленд, каде било поевтино. А се патувало со запрега. Подоцна дошла подземната железница. Брилијантноста на тој систем е што со една паричка можело да се возите со мили далеко од централниот деловен центар, што отворило можност за живење подалеку. Луѓето можеле да си дозволат да купуваат куќи и станови. Но бизнисите требало да бидат на Манхетен. Така почнало да се гради во височина. Роден е облакодерот. И еден подруг се повеќе вакви згради. Woodworth Building, Chrysler Building, Empire State Building. Секоја повисока од претходната. Берил Луис вели дека парите биле клучни. Ова е град изграден од шпекулатори на недвижнини. И 400 години подоцна, тоа мало парче земја, што почнало да се развива како место за трговија, и денес го вртат парите. Местото, каде холанѓаните тргувале со индијанците, денес е Уол Стрит, светски финансиски центар. Утре во News Flash, здравјето на лекарите и последиците по пациентите. И тоа беше се за оваа емисија News Flash од Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. До гледање.